Започнуваме во седечка положба. Стапалата и нозете заедно, испружени пред нас. Грбот исправен, дланките ги поставуваме некаде зад колковите. Сосема благо се подпираме на нив и оставаме торзото да го држат исправено, абдоминалните и мускулите на грбот. Почувствувајте ја оваа положба на телото. Направете модификации кои ќе направат таа да биде стабилна и удобна. Бидете особено внимателни да не го подвиткувате грбот, што лесно може да се случи секому. Станете свесни за квалитетот на вашето дишење. Насочете го вниманието кон прстите на стапалата. Истовремено свиткајте ги и соберете ги заедно. Потоа исправете ги и расширете ги. Најпрвен наблюдувајте ги физичките промени, а потоа обидете се да го усогласите движењето на прстите со дишењето. Например, вдишете при собирање на прстите, издишете при нивното исправање. Или обратно. Пробајте на двата начина и воочете ги разликите. Насочете ги стапалата во насока обратно од телото, а потоа назад кон телото. Движењето е меко и рамномерно. Внимавајте на грбот. Усогласете го дишењето и движењето. Почувствувајте ги суптилните промени. Доколку сакате, продолжете со затворени очи и забележете ја разликата. Од почетната положба започнуваме со ротација на глождовите. Насочувајќи го вниманието најпрви на физичките промени кои настануваат, потоа на координацијата на движењето со здивот, а потоа и на евентуалните енергетски промени. Ротирајте ги глождовите во двете насоки. Дополнително можете да ги одвоите нозете и стапалата и да продолжите со ротација на глождовите во спротивна насока еден од друг, но повторно запазете ги и двете насоки. Следната вежба продолжува да го раздвижува глуждот, но при тоа го стимулира колкот и коленото. Од почетната позиција свиткајте го десното колено и ставете го стапалото на левата нога, некаде помеѓу колкот и коленото. Ставете ги прстите од левата рака помеѓу прстите на десното стапало. Десната дланка ставете ја над десниот глужд и стабилизирајте ја ногата. Ротирајте го глуждот во двете насоки, а потоа повторете ја вежбата на другиот глужд. Од почетната позиција свиткајте го десното колено. Подржувајќи ја ногата со двете дланки, внимателно исправете го коленото, а потоа повторно свиткајте го. При тоа најверојатно ќе треба благо да се наклоните наназад, но трудете се да не го заоблите грбот. Повторете ја вежбата неколку пати, а потоа поминете на другата страна. Откако ќе завршите, испружете ги нозете и забележете ги промените во вашето тело. Забележете како се чувствувате и како дишете. Од почетната позиција свиткајте го десното колено, доближете го стапалото до карлицата, отворете го колкот, насочувајќи го коленото кон подот на десната страна. Ставете го стапалото врз бутот на левата нога. Ставете ја десната дланка на десното колено, левата дланка на десниот глужд. Нежно и рамномерно придвижете го коленото кон подот, охрабрувајќи го движењето со благ притисок на дланката, па вратете го коленото поблиску до градниот кош. Повторете ја вежбата неколку пати на двете страни, водејќи сметка што се случува со колкот и коленото. Ова движење подразбира одредена флексибилност и скелетна структура и не е достапно за секого. Затоа обрнете особено внимание и не ги игнорирајте сигналите кои ви ги испраќа телото. Откако ќе завршите со двете страни, вратете се во почетната позиција и забележете ги промените. Повторете ги првите чекори од претходната вежба, но сега наместо движењето надолу и нагоре, ротирајте ја бутната коска во колкот, правејќи кружни движења со коленото. И сега бидете особено внимателни и прилагодете ја вежбата на вашите можности. Запомнете,
тука нема место за болка. Ова не е надпревар, а целта не е повреда, туку оптимално здравје. Внимавајте на дишењето. Дишете рамномерно и исклучиво преку нос. Држете го грбот исправен. Од почетната позиција испружете ги рацете пред себе, држејќи ги паралелни со подот, и прстите се испружени. Внимателно направете тупаница, а палецот оставете го внатре, под останатите прсти. Повторно испружите ги прстите и направете тупаница. Движењето е меко и рамномерно. По можност, координирајте го со дишењето. Држете го грбот исправен. Испружите ги рацете пред себе, држејќи ги паралелни со подот. Потоа насочете ги прстите на дланките нагоре, па полека и нежно надолу дека подот. Повторете ја вежбата, внимавајќи на состојбата на телото, умот и дишењето. Во почетната позиција одвојте неколку моменти да ги забележите промените. Повторно испружите ги рацете пред себе, држејќи ги паралелни со подот. Направете тупаници, а палците ставите ги внатре, под останатите прсти. Правете кружни движења во обратни насоки. Повторете во двете насоки. Остануваат истите напомени. Внимавајте на физичките промени. Усогласете го движењето со дишењето. Држете го грбот исправен. Бидете присутни во вашето искуство. Од почетната позиција повторно испружите ги рацете пред себе, држејќи ги паралелни со подот. Насочете ги дланките нагоре. Внимателно и со рамномерни движења допрете ги рамениците со прстите и повторно вратете ги во првобитната положба, испружени пред себе. Повторете ја вежбата неколку пати и вратете се во почетната позиција. Испружете ги рацете пред себе, држејќи ги паралелни со подот. Насочете ги дланките нагоре. Свиткајте ги рацете кај лактите и допрете ги рамениците со прстите. Сега, приближете ги лактите еден кон друг и нагоре. Одвојте и придвижете ги странично и надолу, при тоа правејќи кружни движења. Повторете во обете насоки. Оваа вежба е особено полезна не само за раздвижување на рамениците, туку и на целиот граден кош. Затоа е важно да се обрне внимание на дишењето. Вдишете кога лактите се насочени странично, а градниот кош е отворен. Издишете кога лактите се допираат пред градната коска. Остануваат уште неколку вежби за раздвижување и мобилизација на вратните пршлени. Бидете особено внимателни. Од почетната позиција нежно движете ја главата нагоре-надолу. Доколку почувствувате какви било непријатности или вртоглавица, прекинете со вежбата. Вдишете нагоре, издишете надолу. Бидете свесни за тоа што се случува во вратот. Одморете во неутрална позиција, а потоа продолжете со странични движења на главата. Приближете го десното уво кон десното рамо, вратете се во неутрална позиција, левото уво кон левото рамо. Внимателно наблюдувајте и проценете кој е вашиот природен опсег на движење. Затворете ги очите и усогласете го дишењето. Од неутрална позиција погледнете надесно,
па налево. Движењето е меко и непрекинато. Насочете го вниманието на тоа кои мускули го возможуваат ова движење. Насочете го вниманието на здивот. Држете го грбот исправен, благо подпирајќи се на дланките. Последната вежба е ротација на главата. Можете да ја смените положбата на нозете. Завземете стабилна и пријатна положба. Спуштите ја брадата надолу кон градите, нежно продолжете надесно, нагоре, па налево и повторно надолу. Не ја надминувате границата на комфорт. Забележете кој е природниот опсег на вашето движење. Продолжете со вежбата само доколку се чувствувате добро. Сменете ја насоката и повторете уште неколку пати. Координирајте го дишењето и движењето. Вратете се во неутрална позиција. Почувствувајте го ефектот на вашата практика. Останете со себе уште некоја минута и наблюдувајте го телото, дишењето и умот. Намасте.